Мода е општ термин за популарен стил, особено за облека, обувки и модни додатоци. Модата се однесува на еден специфичен, но сепак често вообичаен тренд, во врска со тоа како изгледа и се облекува еден човек, како и преобладувањето на стиловите во однесување. Модата обично се однесува на најновите креации направени од страна на луѓето, кои се занимаваат со оваа дејност. Поимото мода, всушност, значи облека, генерално нејзиното изочување. Луѓето кои се занимаваат со оваа дејност се нарекуваат терзии или шивачи, а занаетот терзиски. Некогаш овие занаечи се нарекувале терзии, а денес шнајдери. Терзискиот занает во Велес бил доста развиен во 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Овој занает главно се развил поради потребата за шиење облека, што народот во тој период ја носел. Во времето на големата културна експанзија на Велес, во 19-тиот век, кога младата авангарда ги донела со себе културните специфики на европските земји, во Велес особено биле ценити мајсторите терзии, задолжени за шиење на облеката на имотните, но и на посиромашните велешани. Всушност, терзија представува кроеч на облека. Терзиите главно се занимаваат со кроење и шиење облека за народот. Нивната работа се состои од шиење различна облека од разновидни материјали. При изработката на облеката биле користени најразлични материјали: кадифе, сатен, крзно, свила, но и домашно ткаено платно. Терзиите мајстори материјалите ги снадбувале од велешките трговци, а неретко и самите патувале до Солун, па дури и во Далмација по набавка на материјали. По отварањето на големата штофара на семејството Шукареви, како и неколку други штофари во градот, терзиите добиле можност побрзо да набават материјали и да ги задоволат желбите на велешани, особено потребите на имотните граѓани и представниците на еснафот, кои имале желба да се облекуваат по најнова европска мода и да носат костуми од квалитетни материјали. Терзиите за својата работа најмногу користеле сингер, машини за шиење кои се сметале за најквалитетни. Денеска голем број велешки семејства во своите домови чуваат и се уште користат вакви машини. Крунислав Панов, или по меѓународот познат како мајстор Крумче, е еден од првите кој занаетот го почнал во познатата Сарачка чаршија во далечната 1943 година, кога имал само 14 години. Во таа чаршија во минатото цутеле сите занаети. Чаршијата била полна само со занаетчиски дуќани, каде работеле и се развивале сите занаети. Па така и овој занает, терзискиот, се развивал на свој посебен начин. Токму таму, во таа чаршија, занаетот го почнал мајстор Крумче. Занаетот тогаш не беше како сега. Праиш договор, со мајстомарка направиме договор 3 години, чирак до калфа. Калфа од кога ќе положиш, имаш уште 3 години да учиш за мајстор. Завршив и тоа, до 1948 година, положив за мајстор, војник отидов, се вратив, пака и мајстомарка бев. Ама од тука, отидов кога се Јована Прендев. Кога го научил занаетот шнајдерот Крумче, заминел да го соврши во Загреб. Таму го учил занаетот 3 години, а потоа се вратил во Велес и во 1959 година отворил сопствен дуќан. Не верувал дека за толку кратко време ќе му тргне работата и дека ќе има многу муштерии. Се сеќава дека прв муштерија му бил доктор Стефан Стровјанов. Во неговиот дуќан доаѓале луѓе од разни профили. Често тоа биле директори
професори и академци. Ним им шил различниот дел од квалитетни материјали. Во тоа време за него предизвик биле костумите. Луѓето од високото општество често за шиење ги барале костумите. Кој сака рачна изработка и уникатен костум, мора да дојде за шиење. Порано се носеле и долги палта, пошироки во рамената, панталони напред со фалти, долу широки. Едноставно, таква била модата. Од дела, ево вие, класични. На 2 копчиња, на 3 копчиња, со елеци, без елеци. Кој како сакаше. Имаше тога една мода, хао дело, се викаше, ја од Загреб го донесо. Вака палтото беше назад. Горе широко, а доле тесно. Муштерија сум имал, сега не можам да верувам. На човекот од Прилеп, што ја пукна првата пушка на мисијата, него сум ушиел од дело. Мајстор Крумче на муштериите кога доаѓале во неговиот дуќан, најпрво им зимал мерка, а потоа со помош на муштеријата го одбирале и материјалот. Во тоа време, тој вели, имало голем избор на материјали, кои биле доста квалитетни. Едноставно муштериите и не можеле да се одлучат кој материјал да го одберат, бидејќи изборот бил огромен. Материјалите ги набавувал од тогашен Вартекс, кој бил поим во текстилната индустрија. Потоа, мајстор Крумче се зафаќал со работа и почнувал да крои и да шие. Шиел со љубов и лесни, но и доста комплицирани костими и одела. Всушност, тоа и го исполнувало. Се сеќава дека во времето, кога тој работел, најмногу баран бил штофот. И самиот вели дека од сите материјали, штофот бил најквалитетен. Од него изработувал различни сакоа, одела, костими и палта. Најмногу работа имал за Великден, Божик и Прочка. Тогаш доаѓале и мажи и жени за шиење облека. Но огромна помош имал и од неговите калфи, кои доаѓале во неговиот дуќан да го учат занаетот. Го гледале големиот мајстор како ги изработува костимите на муштериите. Мајстор Крумче вели, најтежок за изработка бил ракавот за шиење. За разлика од другите делови, ракавот бил доста комплициран. Но не му представувало тоа пречка, туку едноставно за него тоа било предизвик, бидејќи секогаш сакал да ги изработува тешките работи, затоа што на крај го добивал најдобриот производ. Покри машката облека, доста често шиел и женска облека. Во неговиот дуќан доаѓале често жени кои биле од елитата, сопруги на познати еснафи. Тие главно сакале да шијат костимчиња и тесни сукњи, бидејќи тогаш таква и била модата. Костимчиња шија на 3 копчиња или не едно копче у струкот и со сукњите у стело и костимчето у стело. Правев и некои капути, ама малку избегавав од женската работа, имав многу машка. И ми се чудеа малку колеги, не можам да остасам. Ако сум со двајца калфи. Ја не верував, у градот имаше еден од колегите да има 2 калфи. Градот беше мал. Имотните граѓани имале желба да се облекуваат по најнова европска мода и да носат костими од квалитетни материјали, па затоа тие често го посетувале дуќанот на мајстор Крумче. Во Велес во минатото имало доста занаетчии, кои се занимавале со овој занает. На терзиите еснафи им представувало голема чест и задоволство, кога доаѓале муштерии и нарачувале облека по мерка. Многу често тие барале да им се сошијат костими, сакоа и панталони. Во тоа време луѓето повеќе шиеле облека, отколку што купувале. Како символ на овој занает, шнедерите секоја година го слават празникот Петровден.
Мајстор Крумче се сеќава дека на овој ден сите шнајдери занаетчи се собирале да наздрават во чест на занаетот. Исто така се сеќава дека порано во Велес убаво работеле и сите заедно се дружеле. Иако денес има 86 години, тој сака се уште да земе некое парче материјал и да го подраби на машината, која ја чува се уште како спомен на она што го работел цел живот. Едноставно, тоа го исполнува и му ја храни душата. Ние, шнајдерите, го славевме Петровден. Кој ќе ви кажам дека шнајдерите водеа прво, па кондураджи, па бербери, столари, крблари, не знам што уште, леблебиджи имаше, царачи, многу и многу. Ние, терзиите, го славиме Петровден. За да ви кажам дека бевме највечко ние, еве ви е сликата. Овдека има мајстор еден, најстар, Никола Цураков. На Цуракот докторот татко му. Тогај беше 60 години. Среде негдека тука измеѓу Босата, Пренџата, тие мајстори млади и многу други. Тие се двете. Овие се па калфичиња и чирачиња на градот шнајдери. Уште една слика имам. Ва е 1948, а ова е 49-та. Не дојдоа сите. Мислам дека имаме 40 шнајдери. 1/4 души од дома работеа. И тие си работеа, имаа муштери. И тие живее, и тие исто вадеа лепче. Немаше, секој си имаше свој муштери и така живееме сите убаво. Мајстор Крумче покри машината за шиење за изработка на некоја облека, користел и други основни алати кои му биле потребни. Вели неговиот занает не бара многу алати за работа, но сепак основните биле сантиметар за мерење, игла за шиење, стено, камбур, ѕмба за дупење на илиците и секако ножиците и разновидните бои на конци. Стено никако не можеше да се изработи градава. Ова е града шиена и печена со пеглата. Па имавме вака стено, камбур, тоа е дрво едно беше, перниче и така други работи. Ножица, имаме ձмба за дупење илиците. Немаше многу алати нашиот занаат. И мозокот твој, и раката твоја. Еден од помладите занаетчи кои до ден денес се занимаваат со шнајдерскиот занает е шнајдерот Јубе Анчев. Тој занаетот почнал да го учи кога имал 16 години, кај неговиот мајстор Драган Илков. Му било потребно кратко време за да го научи и усоврши шнајдерскиот занает. Вели денес веќе овој занает се базира повеќе на корекција и поправка на облеката што муштериите ја носат. За разлика од минатото, каде шивачите ја играле и главната улога во текстилната индустрија, денес тие се сосема заменети од страна на фабриките. Ако порано скоро сите оделе да шијат костими, одела и сакоа, денес скоро и исчезнати се оние кои би шиеле костим или некое друго одело. Вели, работата е многу намалена, луѓето бараат ефтино и не им се исплати да шијат. Има само поправки, крпење, теснење и кратење. Далечната 84-та година, кога завршив 8 оделение и се отидов кај мајсторот Драган, татко ми однесе, мајстор Драган Илко Драган, и таму бев година и пол. Од кога завршив више положив, отидов во Словенија на кратко време. После тоа се вратив и бев војска. После војска
се вратив и го продолжив занајатот ки мајсторот. Па до уште 10 години кај него. Не учеше, не даваше да работиме. Претежно тоа се шиеше костими, панталони, сукњи, такви работи претежно. Корекции послабо имаше така, тогаш, у тоа време. Сепак, во неговата работилница каде што работи, може да се сретнат неколку современи машини кои значително му го леснуваат процесот по изработката на облеката, за разлика од минатото, каде освен една машина за шиење, која се управувала со помош на нозете и рацете, денеска овие современи машини го убрзуваат процесот во шиењето. За да го започне процесот во шиењето, тој најпрво започнува од оврлак машината, која му помага да го подраби материјалот, односно при изработката материјалот да не се разреси. Оваа машина е оврлак ја викаат. Оврлак, она работи со 4 конци и ваа кој ќе го пресечеме материјалот за да не се реси, со машината ќе го поминиме, има и ноже овдека, самото си го почистува. Си почистува и така после да можеш да го работиш. Оти ако при работа ќе ти се разреси материјалот ако не го помниш на оваа машина. Откако ќе заврши процесот на оврлак машината, мајстор Јубе работата ја префрла на другата машина за да ги подраби или скрати работите што муштериите му ги носат. Вели работата е доста поедноставна со овие машини, бидејќи и не е потребно повеќе време муштериите да ја чекаат облеката што ја донеле кај мајсторот на поправка. Еве сега тренер ќе искратувам. Сакам да видите како е изработката. Машинава на машин ги поминав првен, ги бележав на масата. Ги поминав на машината на оврлак. Сега на обичната машина, така се вика, на обична машина, машината Юки се вика. Юки. И сега можете да видите како овде на машината ми треба потребно ми е ножиче, ножици, имам овде и ножиња за отпарување ако има потреба. Тоа е креда се на машината, се што е потребно. И така, со овие машини сега е полесно и за работа, ти олеснува работата, не е како порано нанога што работеле. Има повише видови на минење, на фармерки го ги правиме доле ги сакаат со парчето да биде оригинал парчето. Тогаш не ги прашувам луѓето. Одма си го правам со парче оригинал да биде, купил Левис например и сака да бидат кој што треба. А за тренирки е па друго, еве со 2 штепа доле ги правам сега. Еве како воа што е изработено. На крај, откако ќе се скратат и подрабат панталоните, мајстор Јубе со помош на специјална пегла ги пегла панталоните за да ги израмни добро и да го финализира она што претходно го работел. Во секој случај, вака испеглани изгледаат многу подобро, вели мајстор Јубе. Ваа пегла е индустријска пегла. Вакви има пегли по фабриките претежно. Овде кројачите не знам дали имаат. Може да има некои. Ја користам у цел процесот на работа, од почетокот до крај. Од кој ќе го земам материјалот додека не завршам, додека не го испеглам комплет. Пегла работи на оваа пеглата си има тафлон. Оваа тафлон е за да не лепи материјалите, да не лепат. Она е парна пегла е. Пеглата ја полниме со вода тука. Ваја кај мене собира 3,5 кила вода. И е полно 3 кила за да може да има вриење, парија да се ствара. Пеглата има и греач на овдека, се пушта греачот. На цела даска овде греач има. А исто има и вакуум на пеглата. Овде. Ја ставам раката овде, вака, тоа на самиот материјал, го влече материјалот, за да остане материјалот да се залепи.
Оти раците ми се зафанати. Јако ќе го приснам во ќе се залепи материјалот и јас слободно после си пегам. Не е пареа пушта. А грејачот е жешко и од озгоре жешко и кој ќе спане после раз испеглано за мерак. Иначе со обична пегла тоа не можеш да го завршиш. Това е пегла, машина е, не е пегла. Во неговата досегашна 30 годишна кариера му се случиле и многу интересни случаи од муштериите кои доаѓале да ја носат облеката на поправка. Се уште памети неколку интересни ситуации кои му се случиле уште на почетокот, кога работел ке неговиот мајстор Драган. Ни смеа ни раскажа дел од нив. Ги проба човекот панталоните и вика мајсторе, малце ми се широчки у ногавиците. И мајсторот вика, добро, нема проблем, се облечи ги, ќе ги направиме. А ја пеглав меѓувремено и мајсторот ми вика, љупче, ајде ти вика стесни ги. И ги закачи, тогаш имавме така како на клинче, ги закачи. И мајсторот му вика, сакаш на човекот, сакаш посиди, сакаш прошети. Човеков испадна да не ни смета, која меѓувремено, оп, си испари на врата, па стаса. Ја уште не сум ги фанал. Мајсторот знае дека ја ги направив и ги зима панталоните му вика, пробај ги сега. Ги проба човеков и вика, мајсторе, еве ти рака сега се супер. И кога си отиде човеков, вика, мајсторе бе, шо? Вика, ја не ги фанав, како бе не ги фанав? Ете, вика, Јупче, гледаш што е работата, не на човек, вика, да му погодиш, вика, на телото, вика, на табијето да му погодиш, вика. Наспроти брзиот развој на текстилната индустрија, терзискиот занет преживува до денес. Во Велес се уште работат мајстори шнајдери, кои произведуваат облека по мерка. Терзискиот занет изработувал покомплицирани делови од облека, од разновидни и поквалитетни материјали. Меѓутоа, напредокот на занаетчиството, што во 19 век бил во полн процут, почнал да трпи силни удари кон крајот на истиот век, поради навлегувањето на европскиот капитал и на ефтини индустријски стоки. Развојот на индустријата од пред половина век е една од главните причини за затварање на занаетчиските работилници, а во периодот на транзицијата и оние неколку што останале неповратно заминале во минатото, заедно со нивните остарени, изнемоштени или починати мајстори. И оние денес што станаа да се занимаваат се уште со овој занает, повеќе вршат корекции отколку што шијат костуми. Големата конкуренција на текстилниот пазар и општата економска криза си го направија своето. Занаетите за младите генерации не се атрактивна професија, затоа што тие сакаат со помалку вложен труд полесно и побрзо да дојдат до голема заработувачка. Но сепак, големите мајстори шнајдери ќе останат запаметени секогаш во историјата на Велес.